На 20 дена до најавениот почеток на примената на законот за заштита од пушење, не запира дебатата помеѓу пушачите и непушачите за неговата потреба и оправданост. И едните и другите си остануваат на своето. Непушачите безрезервно го поддржуваат законот, пушачите пак се жалат дека државата им ја ограничува личната слобода. Како дополнителен аргумент против законот, граѓаните кои пушат велат дека правилата нема да им помогнат ниту да ги откажат цигарите во целост, ниту пак да го намалат пушењето. Велат дека со новиот закон треба да има барем обележан простор кај што ќе биде дозволено да се пуши. Еве, гледаш, има пепелара овде, луѓето овде си пушат. Тогаш треба и шеќерот да се забрани, многу е штетен, нели? Многу работи треба да се забрана, све е вештачко, ако е до тоа. И нели има луѓе 100 години живеат па пушат. Не мислам за тоа, да планирам да откажам и да намалувам. Не ми одговара. Не го прифаќам. Не? Зашто? Зашто пушам. Сепак се работи за слободен избор, нели, на секој човек, слободен избор. Има дали ке пуши, дали нема пуши, што ќе прави тоа. Со новиот закон, да, ние во Европа ќе бидеме први и најстроги, нели? Па не е во ред. Дискриминација, 45% од луѓето пушеле. 50 години пушам. И сега да се откажам, не берам. Од друга страна, ставот на непушачите е поинаков. Тие го оправдуваат законот во целост и велат дека треба да се стави крај на труењето на децата со цигарите, особено во затворените простори, кафеаните, рестораните и кафичите. Нема пушење цигари. Ние не пушиме, ама сме многу против за пушењето, ти кажам. Дали мислите дека законот е добар? Добар е Добар законот. е законот. Го поддржувам во целост, јас. Да? Мислите дека мерката... Да, добре, мерката и така треба. Зависи, за пушачите не е добар, за непушачите е добар. Па мислам дека е исправно. Треба да се скрати малку. Тоа е никотично што штети на здравјето. Зашто младите да ги труеме кога малци ги имаме? Законот не предизвикува поделби само кај граѓаните, туку и кај угостителите. Најголемиот дел од сопствениците на кафеани, ресторани и кафулиња предвидуваат дека ќе има пад на посетеноста. Тие бараат примената на законот да се одвива во фази. Најпрво едукативна кампања по која ќе следи период на адаптација од 12 до 36 месеци, а дури потоа целосна имплементација на строгите правила за пушење. Од Министерството за економија и труд најавија нова средба со угостителите заедно со Министерството за здравство, на која треба да се донесе одлука што ќе биде прифатлива за сите засегнати страни. Лекарите пак бараат итна примена на законот. Предупредуваат дека границата за консумирањето тутун е намалена на 12 до 14 години и се повеќе млади деца почнуваат со користење тутун. Според предложеното во законот, во рестораните и кафулињата ќе биде дозволено пушење само на терасите ако се отворени од 3 страни, а не како досега застаклени или преградени со фолии, а казните за непочитување ќе се движат од 2 до 5.000 евра. Дополнително ќе биде забрането пушење и пред здравствени установи, училишта, градинки, министерства и други јавни институции.